тоа е всушност радикални вистини нема. Една е, тоа е во средината што е, тоа е балансот. И кога споменавте дека постојат две сосема контрадикторни поговорки, како што ги дадовте примерот, за брзината, сметам дека и двете можат да бидат вистините во зависност од контекстот. Контекстот го дефинира она што би сакало да се каже со, значи едната во еден контекст би била пример со брза кучка слепи кучиња раѓа. Во еден контекст би била сосем вистинита, но во друг контекст би била другата, каде што која што ја кажавте, нели, која што е опозитна на Ќе ви кажам и за родови улови. Како беше, мажот е глава на семејството, нели? Но вика жената е вратот. Така што и двете може да функционират. Имаше друг креваше рака? Ѓорги? Ретко имаме прилика, како што каже Олгица, да видиме дел од суданската култура, тие се над 50 милиони, така да ова што гледаме се само некои специфики на одреден регион во однос на носи, песни, обреди за раѓање, обреди за погреб, архитектура, интериер, екстериер и слично. Околу коментарот, веројатно за крајот, ако ете мора да кажаме, веројатно кога ќе се виде филмот, јас би рекол, насловот на филмот би се сменал во ќе почнеш да живееш од 20 година па натаму. Затоа што 20 години тој живее и околу него луѓето во некој вид на исчекување кое прави парализа на живот. Парализа во однос на да се доближи до девојката, да покаже некој друг интерес и слично, го водат некои други сили. Мене ми е фасцинантен, сакам да малце да ја протуркам дискусијата околу Сулеман. Тој е многу интересен лик. Живее преку други. Значи, тој како го има искуството, прочетане низ светот, го има забранетиот алкохол, забранетите слики и слично, но не се вклучува толку лично, туку си седи во сопчето, си свири на гитара и очекува револуцијата некако други да ја направат. И сега, од една страна е многу интересен затоа што или го заведува и искрено сака да му поможе на момчето, но од друга страна па е прилично меланхоличен и тоа е доста парадоксален критичен лик. Во една смисла тој го има знаењето и таа либерална прореволуционерна свест во такво општество и таква мала земјица, но од друга страна па и ете неговата девојка или пријателка, како да ја наречеме, му вика, тој па пожив од тебе, а ти само тука во едно сопче као седиш и умираш. И тоа е доста деликатна диалектичка слика за него. Доста интересен лик и ме подсети малце за може ќе звучи outrageous на во One Battle After Another на Лео Ди Каприо ликот, каде што исто така нели се повлекува и само се седи во свој свет. Па може само ме интересира како го доживеавте тој лик во филм. Многу е лесно на тој лик да се залепи етикетата на Западот, кој што е индиферентен, во своето сопче си седи и си проповеда некакви уметнички и културни вредности, влијае чат пат на некого, но не се замешува во, не ги валка рацете, замешувајќи се директно во судбините на овие култури и овие луѓе, што од друга страна не е начинот на кој што е толкуван филмот од некои западни гледачи. Сега ќе ви прочитам еден извадок, што налетав на еден блог. Значи, ова е мислење на, не знам дали е суданка, но во секој случај е африканка. Вика, излегувајќи од киното, од како го гледавме Ќе умреш на 20, сопругот и јас бевме преплавени од бес. Се чувствував како да сум се вратила во моето детство, кога единствената нарација што ја гледав за Африка беше дека тоа е проблем за кој Западот е решението. Значи, Сулеман како решение, односно како просветител, да речем. Премногу сум оптоварена со приказни без спасители со западен вкус. Приказни создадени не само за африканците, туку и за нив. Приказни што би можеле да ја дадат на едно изгубено девојче, за кое некогаш бев образец за љубов кон себе си.
Значи, ова е всушност критика на филмот, од друг аспект некој кој што ние не можеме да го знаеме, но провејува, мислам, можам да се ставам во ситуација на оваа жена и да го толкувам Сулеман како бел, сега не знам колку е он бел, ама во секој случај преку неговите вредности прозападно ориентиран човек кој што е прикажан како единствениот кој што покажува некакво разбирање за детел. Дали тоа значи дека само Западот може да ги извлече африканците од нивниот под наводници примитивизам? Да почне да живе. Може. Јас да се вмешам без ветмена рака. Еден вид на жртвување на татковската фигура, за да преживее. Сега чисто наративно сценаристичкиот аспект на бајка, неопходно беше жртва некоја за момчето да не почине, односно да продолжи да живее. И Сулейман се викаше така е оно што умира, затоа што и навистина е погоден кога љубовната приказна на младиот има несреќен крај. И тоа на некој начин е почетокот кон крајот на неговиот живот. Не е лошо ќе му биде, тој веќе ќе биде може би просто здравјето, ама претпоставам дека тоа ќе доведе до некаков вид на слом. И интересно ми беше тоа, таков вид на татковска сурогат, татко би дошол некаков вид последните години, кој што решава, да умре на некој, не знам, многу символичко ниво, за младиот да може да живее, се жртвува. Ако одиме во длабокото, нели Едиповскиот комплекс, мора да се расчисти со родителот, без оглед дали е сурогат или не, за да се еманципира човек. И иако во случајов мислам дека мајката беше таа фигура од која што тој највеќе требаше да се еманципира, бидејќи таа беше најголемиот фанатик во приказната. Но да, значи жртвата беше Сулейман, што дава уште еден аспект на еманципација не само на конкретниот лик, туку и воопшто на целиот народ и целата култура. Може би тука има исто нешто свесно или подсвесно од страна на авторите. Не знам многу за религија, сега ќе ме коригирате вие двајца, но двата митови и за Мојсей, и за Исус, нели, Коледе, убиството страшно многу сум слаба со религија, ама нели затоа што има пророштво дека тие ќе бидат тоа бебето што ќе го замени кралот. Истото е Едип и Мојсей истиот. Па така. Значи не е дека нашата цела, ако земеме дека христијанството играва огромна улога во цела западна европска цивилизација, натаму, тогаш пророштвата се важен елемент на секоја култура, а и се еден начин суеверието, како суеверие во услови кога имаш многу мало контрола, а тоа е земја што живее во тоталитаризам, диктатура, единствен начин кој што можат да остварат некој привид на контрола е со тоа што ќе веруваат во суеверија. Ако тропнеш 3 пати или го чукнеш во дрво, ќе нема да те пати, не знам, лошото да ти се случи или што и да е. Секаде кај што има ограниченост и угнетеност, мислам дека суеверието и пророштвата како дел од тоа суеверие веќе добиваат многу силна општествена. Тоа е веројатно еден обид за воспоставување некаков систем во безсистемие. И ние етнолозите го избегнуваме зборот суеверие, бидејќи некако е пежоративно. Демек има верување, има суеверие како пониско ниво на верување. Но тие го осмислуваат животот, да, му даваат некаков ред на хаосот. Дали уште некој би сакал нешто да прокоментира? Добре, за крај уште едно е прашање што се наметна, ако веќе ги толкуваме и ликовите, да ги дали мислиш дека нели женските ликови во овој филм, иако можеби и тие се верувачи, сепак се малку похрабри колку што можев
јас да забележам. Мајката останува, таткото си бега, не може да ја прифати тој притисок. Истото и со Сулеман и неговата партнерка, врсничката која што му изразува љубов на главниот лик е пак похрабра, бабата е пак похрабра со незините толкувања за тоа нели има доживеано една несреќа, синот и починал, но сепак носи бело и има прилично порационален став кон животот, па како ти би го толкувала тој во овој филм некак поголема цврстина кај женските ликови отколку машките кои што се сите некако слаби и не. Па мислам дека го одговори прашањето самиот. Мислам дека клучниот збор тука е рационално. Мислам не рационално дека они седат и го размислуваат тоа, туку едноставно реалистично соочување со животот, со она што се конкретните услови во моментот, да извлечат најдоброто од тоа. Може би во тоа нема намера за промена на ситуацијата, но во секој случај преживување. Значи тој survival mode кај нив е во конкретните околности без да бегат, и кај мажот има survival mode, ама на друг начин, нели, со избегнување на одговорноста и на соочување со реалноста. Така што да, сега не знам каде ја виде конкретно храброста кај мајката, освен во останувањето во ситуацијата. Да. Да. Проактивно. Добро. Треба да ве части жената. Да, значи во секој случај жените беа прикажани како столбови на заедницата. Мажите не беа баш нешто многу корисни во целава работа, но сепак маж беше тој кој што пророкуваше, не беше жена. Значи кај него, не конкретниот човек, туку кај него како маж е моките да пророкува. Во други култури се наречници жени. Значи, не знам дали тоа е случајно или не, ама ете, во таа култура е веројатно така. Иако сум многу воздржана да коментирам култури кои што не ги познавам, а може и да не познаваш и култура која што ти е во својата земја. Значи, се случувало на терен, кога сме оделе, да прашаш колку деца имаш и соговорникот да ти рече немам деца, а околу гледаш деца трчаат. Всушност, сака да каже дека нема машки деца, односно дека има само керки, има 5 керки, ама нема деца. И сега, кога може на свој јазик во своја земја да ти се случи вакво недоразбирање, што останува за Судан, што едва е знаеме на карта да го покажеме, и за 50 милиони, што вели Ѓорги, не знаеме ни кој е овој регион за кој што станува збор, дали е Нижеполе или е Кумановско или е Струмичко. Така што тој е еден свет кој што малце ни се разоткрива преку ваквите филмови, но сепак не би требало да генерализираме се дека овој филм е таа култура и готово. На крајот на криштата овој е филм кој што поминал низ повеќе филтри, не е само судански, туку е копродукција, има норвежани, има катарци, има мислам Франција, Норвешка и така натаму. Плюс денеска баш на ручек со Ѓорги Љупчо не е тука, разговаравме како е можно овој филм да бил судански кандидат за Оскар во 2020, бидејќи, мислам, Судан, филмска агенција, нема такво нешто, мислам. И бидејќи не можев да најдам ништо онлайн, на крај го прашав ChatGPT. Сега и тоа дали е колку е за верување, меѓутоа одговорот беше дека конкретно за овој филм бил формиран ад-хок комитет, составен од луѓе кои што работат во странство и така натаму, секако со помош на странски
сили, да ги наречам, кои што го ја направиле целата процедура така како што требало, за да може тоа да биде кандидат. Но не дека тоа државата нешто се испотепала да го кандидира филмот. Кој ми кажа? Ти мислам ми кажа дека има кратки филмови истиот режисер кој што ги има правено под менторство на романецот на Киаростами? Аха. Да, а режисерот живее во Дубај. Значи, не, како да кажам, се глупо е да кажам, не е типичен представник на својата култура, ама во секој случај тој има некој свој Сулеман. Еве, може Киаростами неговиот Сулеман, да не го урочиме, да не треба и тој да умре за некаква жртва. Кој што го задоил, така да речам, како нашите преродбеници што биле задоени со различни идеи. И тоа не е ништо лошо, дека сега ние бараме некакви чисти култури или индивидуи со чисти идеи. Но сакам да кажам, значи не можеме повторно ќе речем да судиме според еден производ на една култура. Тоа е сличен муабет како пред дождот, кога се бунеа сите зашто имало стар автобус и така не представувал Милчо пред светската јавност. Значи така кога ги толкуваме филмовите, мислам не, како да кажам, не е документарец на крајот на криштата, па и документарец може да биде местен, монтиран, лепен, осечено, како беше. Да не доцниме за следните филмови? Сега ќе почне во 9 следната проекција. Уште еднаш ви благодарам и до следно дружење со Илина и секако со вас. Фала многу. Не мора на вие. Да, убаво што спомна и некои филозофски основи, бидејќи иако ние можеме да ги толкуваме овие начини на размислување на некои нации, народи, па и кај нас е тоа, луѓето нели веруваат во нешто дека е пишано и дека од некоја повисока точка на гледање мислиме дека тоа сепак пониска свест, кога ќе видиме дека и некои од најголемите филозофи како Хегел на крај се детерминисти, дека се е предодредено од умот, ќе видиме дека и таа главна тема на овој филм дали може да се избега од тоа што тие наречниците што ти го кажале, не е толку израз на некое, не знам, заостанато размислување, туку е нешто што е карактеристично за човекот како битие, нели, од таа антрополошка гледна точка, веројатно можете и вие можеш и ти бидејќи си етнолог и антрополог да ни дадеш некое твое гледање како оваа тема е универзална, не дека е само нешто што го гледаме во некои екзотични места, туку го има веројатно и во многу примери во македонската традиција, знам дека и во литературата и Стале Попов ги има во Крпен живот, нели, наречниците и во голем дел од македонската устна и народна сочувана народна мудрост, веројатно тие примери со детерминизмот ги гледаме како нешто што не е карактеристично само за нас, туку едноставно луѓето многу се на некој начин име длабоко всадено тоа дека ако некој нешто ти предвидел, било да е тоа од раѓање или па некој што ќе ти гледа на кафе, што ќе ти каже дека тука може би навистина нешто има.
Вака, значи во народната култура се зборуваме за македонската, претпоставувам дека тоа важи и за голем број други. Понекогаш има контрадикторни филозофски ставови. Особено тоа е очигледно во областа на поговорките. Значи за една иста работа може да имаш две поговорки со сосема различно значење. Например, кој рано рани 3 среќи граби, значи да порано да направиш нешто, да побрзаш и така натаму, па и за истата тема имаш брза кучка, слепи кучиња раѓа. Сега така земено ти стоиш пред тие две поговорки и викаш сега шо? Blue pill or red pill? Значи кој совет јас да го слушам, но тоа не е контрадикција внатре културата, туку е тие поговорки се кажуваат во одреден контекст. И во зависност од контекстот може да функционира или едното или другото. Така и ова со отпишаното не се бега. Некој ќе нарече народна филозофија и веројатно филозофите ќе искубат коса на ова, затоа што народна филозофија некако не им оди заедно. Јас кога студирав имавме фолклор и фолклористика на филолошкиот факултет и таму изучувавме во склоп на фолклор исклучиво народна книжевност. Исто така денеска термините народна книжевност мислам дека веќе не се користат, бидејќи тоа не е книжевност во онаа смисла академска и систематска и не знам уште каква што е, не знам, современа македонска книжевност, например. Така што тие генерализации се малку, како да кажам, ризични, затоа што многу лесно после може да направиме генерализација за менталитет, па од менталитет да испадне дека некои народи и култури се попримитивни од други. Но да, имаш право дека има една таква линија на детерминизам, но исто така на таа линија на детерминизам ќе спротивставам и линија на преземање на работата во своји раце, како например во бајките, во сказните, каде што главниот јунак, најчесто маж, и тоа најмалото братче, нели, Келешот, кој што според детерминистичката теорија би требало да е најмалце предодреден за успех, и тоа е многу интересна порака на тие бајки, кои што може во денешна смисла ги толкуваме како мотивацијски пораки, или self-help, може би, овакво текстови. Значи, се одделува од домот, нели, херојското патување, се одделува од домот, се соочува со различни предизвици, непријатели, измислени или реални, ги надминува, се враќа дома и ја зема царската ќерка. Значи, всушност, тој со својата храброст и со своите постапки, со мала помош од некои суштества, кои што му помагаат точно заради тоа што веројатно проценуваат дека тој има капацитет да ја постигне целта, тој го надминува тоа под наводници проклетство на тоа што му било предодредено. Така што многу е важно што се вади, како да кажам, како типично и се прогласува за типично од одредена култура. Многу долго време патриархалниот наратив беше истражуван и промовиран од страна на и на македонските етнолози. И јас не велам дека македонското општество не било и се уште не е патриархално, но при тоа се занемарува други, се маргинализираат други традиции кои што укажуваат сепак на некаква женска моќ, која што ние ја нарекуваме латентна, значи не е манифестна, не е наачик, но долу некаде постои и се манифестира преку женско здружување, солидарност, преку средства на магија, преку оговарање, па може би денеска женските овакви здружувања и магии под наводници помагаат и покрај тоа што нели не е истата ситуација како што била.
Така што да ја наречеме целата наша култура детерминистичка и фаталистичка, мислам дека би се направила мала неправда кон овие можеби не толку доминантни, но сепак постоечки дискурси кои што промовираат личен ангажман и па до некаде и слободна волја, иако може да речеш па сега па добро може му било предодредено тој да биде херој. Ама не баш, бидејќи е шесто најмало дете кое што е така маргинализирано во однос на своите браќа, например. Сепак да се вратиме на филмот, нели, тука колку и да, нели можеме да го разбереме тоа што луѓето едноставно поверуваат во тоа што ќе го каже пророкот и гледаме дека голем дел од селото верува дека тоа ќе се случи, мајката на главниот лик верува, се спремаат, 20 години се спремаат за такво нешто, значи едноставно за гледачот е прилично скоро и неверојатно да види дека до толку луѓето, значи освен еден двајца кои што му даваат надеж дека може да се смени, дека едноставно сите ја прифатија тоа пророштво, го прифатија, дури самиот главниот лик е уверен дека тоа ќе му се случи, се додека претпоставам не се сретне со Сулеман, со неговиот духовен татко, да речеме, кој што го свестува. Близок ли, не знам дали има такви примери, ама некако не ми е мене познато дека во некоја култура која што ја познаваме, дека до толку луѓето можат да се уверени дека навистина едно пророштво на некој, дали религиозен или било каков авторитет, едноставно ја предодредува судбината на човек, семејство, цела заедница. Види се да пиевме кафе и да ти гледа во кафе и да ти речем сладжан ти утре ќе добиеш $1,000,000, ти може ќе се насмееш, ама утре 24 сата малце ќе бидеш на трње. Кај си тие $1,000,000? Така што тоа е разбирлива психолошка ситуација. Она што е поинтересно, мислам, во конкретниот контекст, што мене лично ме изненади е зошто свештеникот, односно, ајде да го наречеме пророков, наречников, зошто не е типичен исламистички свештеник. Значи, како што видовме, станува збор за суфи заедница, каде што тој кој што прорекуваше е всушност некој дервиш или шејк. Значи, вообичаено и претходно, кога зборувавме, ја поврзавме религиозната опресија во Судан со исламизмот, а не со алтернативните исламски движења, кои што од аспект на мејнстрим исламот се всушност секти. Како што за православието, не знам, јеховини сведоци или баптисти се секти и не се признаат. Но всушност филмот, според она што го читав, е доста реалистичен во судански контекст, бидејќи Судан има силна суфиска традиција и многу рурални заедници се организирани околу суфиски братства, така наречени тарикати, ги почитуваат тие свети луѓе, почитуваат гробници на светци од суфи традицијата и ја почитуваат таа пракса на пророкување на токушто родено дете. И тука мислам дека режисерот, не знам дали е истиот што го пишувал и сценаријата, но како и да е авторите на овој филм, мислам дека тука многу добро играат со очекувањата на гледачот, особено европскиот, американскиот, односно не африканскиот,
бидејќи да ставеле некој екстремен исламист кој што пророкува на дете, како да кажам, некако многу е на прва топка. Не би било толку интересно, а во случајов се комбинира суфизмот кој што, како што веројатно знаете, сепак се смета за потолерантен, по-ослободувачки, со всушност не толку како да кажам, од аспект на некоја силна религиска традиција, колку комбинирано со некои локални, најверојатно и постари обичаи, со патриархалт, со селска хиерархија, со комунален притисок и со страф. Бидејќи на крајот на краиштата со страф и најмногу се контролира. Значи, шејкот во филмот не е угнетувачки затоа што е суфи, туку затоа што завзема позиција каде што духовниот авторитет станува општествена вистина. И таа вистина, предпоставувам, не е прв пат сега он тоа да го прави. Не знаеме дали на други деца така им прорекол и што се случило со нив, но ете, ја имал таа судбина или таа среќа, како си каже, му замил, да му го определи целиот живот, со тоа што не знам како го разбравте крајот и би било интересно да слушнам некои од вашите толкувања, бидејќи крајот остава простор за најмалку две, да речем, завршници. Едната е дека Музамил се качи на камионот и замина во некој друг, можеби подобар живот, значи го надмина пророштвото и се одлучи да си го фати својот пат. А друго е дека не го фати камионот и остана, дали сам се откажа или едноставно камионот шансата помина. Предпоставувам, намерно е така оставено, затоа што, како што рековме, тогаш во 2019 се наоѓа земјата и луѓето во неа се наоѓаат на една пресвртница и работава е сега дали тие ќе одат по патот кој што некој им рекол дека е тој и никој друг, или ќе си ја земат судбината во свој раце. И тоа важи, се разбира, за секој народ, па и за нас. Добро, да, како што и самата спомна, можеме да слушнеме ако има некој свој коментар во врска и со крајот, но и со имаме некој друг аспект од филмот. Само погласно, ако може. Јас имам вака глас кој што е доста поличен, дека да слушна. Најпрво би сакала да честитам за изборот за филмот, не само поради уметничката вредност и ангажираноста на самиот филм, туку пораката која што ја испраќа и фотографијата во филмот. Навистина сметам дека и фотографијата беше прекрасна. Така дотолку повеќе што, како што кажавте на почетокот, африканската кинематографија наспроти холивудската, широко популарно позната, европската која што сепак ни е блиска, африканската навистина нуди нешто кое што е поинакво. Но колку и да е поинакво, погледнато од филозофски аспект, тоа е сепак блиско до човек. Сега вака, точно дека во еден општествен аспект, како што кажавте исто така, дека филозофијата најчесто е блиска до оние општества каде што има политички и општествени превирања, оному каде што слободата на човекот е доведена во прашање, во знак на отпор се пројавува активност, барајќи ја смислата на слободата, барајќи ја слободата, смислата и смислата на животот, тоа е сушност во основа. Меѓутоа, како да кажам, од една друга, од индивидуален аспект, филмот би бил чекајќи го животот. Значи, што се случува кога човек станува обседнат од една мисла, обседнат од смртта и одејќи во тој радикален крај, што се случува со негов нак. Значи, бидејќи спомнавте како би го толкувале крајот, јас лично, иако за момент помислив дека нема да се качи во авионот, сметам дека ќе дојде друг
камион. Во моментот кога човек ќе реши, што би рекол Сартер, ние сме нашите избори, добро, ова е далеко од тоа, меѓутоа сепак, нели, кога во моментот кога тој решава и почнува да трча кон камионот, ако го пропушти тој ќе дојде друг. Значи не верувам дека би можел да се врати, поготово што толку години во себе трпи еден отпор кој што постојано го враќа назад, значи сите тие животни инстинкти ги инхибира. Во моментот кога се отвора кон животот, сметам дека веќе нема назад. Значи тој стигнува до една точка во која што нема назад, додолку повеќе што се работи за дете кое што е екстремно интелигентно, нели, според тоа што го видовме, никој не успел да го научи коренот на памет. Тоа не е само општо повторување, туку сепак треба да се има една дарба, нели, интелектот како дарба. Така што за мене толкувањето на крајот е дека сепак во еден момент, ако не тој ќе се качи во друг камион и ќе може да отиде онаму каде што може би ќе треба да го одживее она што не успел да го одживее. И уште една работа ми се допадна, фолклорните елементи во самиот филм. Значи, нели, правењето на свадбата, музиката, начинот на живење, сето тоа ни ја доближува и африканската култура, колку и да ни се чини далечна, ни ја доближува до нас тука кои што сме на сосем друг континент. Ведејќи дека колку и да мислиме дека другиот е различен, сепак во основа човекот и неговиот порив, односно потребите всушност се исти. За живење, за да го одживее животот, онака како што може да го одживее, и смртта во секој случај ќе дојде. Дали на 20 или понатака, тоа е тоа. Значи, бев малку подолга, меѓутоа на вистина филмот имаше една силна порака за мене и уште ова, крајот и одјавната шпица можеби беше моментот во кој што сосема поинаку може, како да речам, се случува преврат дека многу повеќе се увидува општествениот контекст. Токму во одјавната шпица кому е посветен филм. Да. Во Суданската револуција. Да, така да сето тоа добива една друга боја, нели, во моментот кога се чита. Благодарам за тоа, само така. Многу благодарам за коментарот. Да, во наш контекст сега ми дојде една асоциација дека не мора од раѓање нешто да е детерминирано, но може и нешто да се наметнува како детерминизам и во, ајде да речем, политички дискурс во најопшта смисла или во јавен дискурс. Например, кај нас за младите обично се вели ако останат во Македонија дека нема да успеат, дека треба да отидат негде на друго место, и таа мисла може би ги води за да го фатат првиот камион надвор од земјата. Денеска баш зборувавме дека може би нешто сме сгрешиле што сме останале тука. Но и таа присилна мисла дека среќата е на друго место, па и тоа не чини. Значи во случајов е дека ако останеш си проколнат, да речем, но и другото па и не чини, и другата крајност не чини, дека мораш некаде да заминеш за да бидеш среќен. Што останавте до крај на овој прекрасен филм. Ќе умреш на 20, You Will Die at 20, филм од пред 7-8 години, премиерно прикажан на фестивалот во Венеција, каде ја доби наградата, режисерот на овој филм ја доби наградата Лав на еднината за најдобар дебитантски филм и потоа главната награда на египетскиот филмски фестивал Ел Јума, како се каше сега. Ел Гуна. Со нас е Илина Јакимовска, професорка на Природно-математичкиот факултет во Скопје, во Немој да испадне дека математика предава. Да. Си ги брукам. Институтот за етнологија и антропологија. И многу ми е драго што е со нас, бидејќи е една од најревносните
проследувачи на современата кинематографија. Меѓу другото, така што редовно ги читаме незините колумни и мислам дека веројатно претпоставувате зошто го избра токму овој филм, но секако јас и со тоа би го почнал разговорот со незе, баш да ни каже што беше главната причина зашто овој филм го избравте за оваа реална програма која што имаме секоја година со филмови кои ги бираат луѓето кои што ни се гости на овој фестивал. Најпрво им благодарам за поканата. Знам дека нешто сериозно се организира кога 6 месеци однапред ќе се каже што се планира и ќе ја добијам поканата. Тоа е од една страна супер, од друга страна сега пред некој ден кога ми се јавија за овој настан, се збунив бидејќи го има веќе заборавено филмот, па требаше уште еднаш да го погледнам. Се надевам дека ви се допадна. Намерно одбрав филм од помалку позната кинематографија. Слаган повеќе од мене ја следи филмската продукција, па мислам дека комбинирано не би знаеле повеќе од 5 африкански филмови, да кажеме. Плюс, кога ќе кажете африканска кинематографија, може да направите и мала неправда, како кога можеби ние некогаш реагираме кога ќе се каже балканска кинематографија. Па и Јоргос Лантимос е грк, што не значи дека неговите филмови се, веројатно не би се радувал тој лично да неговите филмови да се определат како балкански. Како што гледате, дури се обидов малце со облеката да стереотипно да одговарам на африканскиот амбиент. Зошто го одбрав токму овој филм? Значи, мислам дека тој нуди многу добар спој на два испреплетени начини на кои што може да се толкува филм генерално, конкретно и овој филм. Ќе тргнам од општото кон посебното, значи едниот начин на толкување е преку неговите универзални пораки за опасностите од слепата вера во религијата, односно во било кој авторитет кој пропагира детерминизам, фатализам, отсуство на слободна волја, значи нешто што може да се примени во голем број култури и во голем број историски контексти. Но второто толкување би го зел предвид микроконтекстот во кој што е настанат овој филм и отаму може да даде поинаква, поангажирана перспектива од оваа универзалната, значи не значи дека едната се побива со другата, но дава една поголема длабочина и една поголема актуелност. Кој е тој политички контекст? Значи, филмот е сниман во 2019 година. Режисерот се вика Амџад Абу Ала и е базиран во Дубај. Ќе видиме зашто е тоа важно. Самото сценарио е инспирирано, пишуваше од јавната шпица, може би го забележавте, од збирка кратки раскази под наслов Sleeping at the Foot of the Mountain од современиот судански автор Хамур Зијада, кој што исто така не живее во Судан, што е интересно, значи живее во Каиро, има ми се чини на кај 50 на години. И како млад бил новинар во левичарски весници во својата родна земја. Значи, филмот е сниман и се случува во многу тензичен и во многу специфичен историски момент во Судан, непосредно пред и за време на падот на долгогодишниот владетел Омар ал-Башир, кој владееше од 1989 до 2019 година, значи некои 30 години, а беше сменет со воен удар. Неговиот под наводници мандат вклучуваше авторитарна власт, силно исламистичко влијание, цензура, економска криза и насилни конфликти. Нам најпознат е веројатно случајот со Дарфур, кој што е единствениот засега, не единствениот, но е прв случај во меѓународниот кривичен суд да е обвинет претседател на држава, имено Омар ал-Башир. Во времето на владењето на ал-Башир во Судан
владееше на голема изолација, економски санкции од Западот и сето тоа резултираше со сиромаштија, корупција, ограничени слободи. Кога падна председателот со воен удар, имаше некаква надеж дека работите може да се сменат. Беше формирана граѓанско-воена транзицијска власт, жените почнаа да играат малку поголема улога во политиката, но за жал војската ја задржа моќта и во 21 се случи уште еден воен удар, а судирот помеѓу суданските војни сили и силите за рапидна поддршка трае и денес. Всушност денес, во 26-та година, хуманитарната ситуација е полоша отколку во 2019 со огромно раселување, колапс на институциите и страдање на цивилите. Како го знам меѓу другото ова, бидејќи 6 години пред да работам на факултет, работев во Меѓународен комитет на Црвен крст, ICRC, значи организација која што функционира исклучиво во конфликтни региони, и некои од моите поранешни колеги беа на мисии во Судан. Ја имаат опишано таа мисија како најтешка во нивните животи. Но, за жал, конфликтите во кои што учествуваат големите сили се во фокусот на медиумите, како Украина и Иран, не дека не заслужуваат да биде во фокусот, меѓутоа еве Судан како земја во која што владее внатрешен конфликт не е на првите страници на медиумите. Мислам дека одговорив делумно на прашањето, но би продолжила што има ова врска со филозофскиот филмски фестивал. Значи, зошто го кажувам ова? Затоа што од антика до денес филозофијата секогаш била поврзана со, или требало да биде поврзана со одреден политички контекст, со конкретни животи на луѓето што ја создавале, воспротивно, оние кои што велат ај не ми филозофирај во негативен контекст, можеби би имале право. Значи, од античка Грција, каде што филозофијата се развива паралелно со појавата на полис, од демократијата, па преку екзистенцијализмот, добро скокнав многу работи, но ќе ме сватите зашто ги издвојувам баш тие моменти, нели, произлезен од искуствата со ужасите на Првата и Втората светска војна, денес актуелните теми на климатските промени, влијанието на технологијата, екологијата и така натаму. Значи, тоа ја прават филозофијата релевантна и актуелна во сегашниот миг. Така што тоа е во главном причината зашто го избрав овој филм, затоа што ги нуди тие два аспекти. Универзалните пораки од една страна, кои што функционираат во скоро секој контекст и во секое време. Всушност во филмот и ние не знаеме кога точно се одвива, нема телоп кој што вели таа и таа година. Но од друга страна и овој ангажиран момент на конкретно врзување со времето и местото каде што е сниман и каде што се одвива.